Почитуван заменик председател на владата, господин Николовски, почитуван јавен обвинител на Република Северна Македонија, господин Јовески, почитуван директор на Управата за финансиска полиција, Мореми, почитувана директорка на Управата за јавни приходи, почитуван директор на Бирото за јавна безбедност, заменик министер за правда, почитуван државен правобранител, ваши екселенции амбасадори во Република Северна Македонија, почитувани колеги, дами и господа. Дозволете ми на почетокот да ве поздравам, да го изразам своето задоволство од усвојувањето на новата национална стратегија за јакнење на капацитетите за водење на финансиски истраги и конфискација на имот од страна на владата на Република Северна Македонија. Како дел од активности утврдени во планот за борба против корупција, би сакал да го изразам своето уверување дека имплементацијата на наведената стратегија ќе придонесе кривичните истраги да резултираат со поголема конфискација на имот и имотна корис, со што ќе се зајакне ефикасноста во борбата против организираниот криминал и корупцијата. Следејќи ги целите утврдени во наведената стратегија, би истакнал дека сме насочени кон спроведување на меѓуресорски координирани финансиски истраги со цел идентификување и следење на приходи, приноси, имотна корис во земјата или во странство, а кои ќе се спроведуваат паралелно со криминалистичката истрага. Единствено на овој начин, преку координиран пристап, со инволвираност на сите релевантни институции, може да обезбедиме нивна подоцнежна конфискација. Во остварувањето на оваа цел, потребен е системски приод кој ќе обезбеди зајакнување на капацитетите на националните институции, нивна координација во следење на протокот на пари, како и откривање на можно прикривање и пренесување на нелегално стекнат имот. Тоа е всушност и главниот бенефит на наведената стратегија, бидејќи проектира мерки за зајакнување на кадровските и институционалните капацитети на органите вклучени во финансиските истраги и конфискацијата на имотот, но и за подобрување на меѓуресорската соработка. Би сакал да подлечам дека сме целосно посветени на градење на систем која пренесува пораката дека криминалот не е исплатлив, и тоа со негово сузбивање преку ефективна идентификација, финансиски истраги и конфискација на незаконско стекнатиот имот или имотната корист. Нашите заложби се дотолку поголеми што успешноста на овој процес може да влие врз зголемување на довербата на јавноста во државните институции. Финансиските истраги во МВР се спроведуваат од страна на Оделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал, поточно од Единица за финансиски истраги, како и полициски службеници од Оделот за криминалистичка полиција. Формирањето на посебната специализирана единица за водење на финансиските истраги во МВР беше еден од главните приоритети, но и бенефити на претходната стратегија. Наведената единица, формирана во 2020 година, веќе успеа да се етаблира да испорача конкретни и видливи резултати. Во овој момент, како резултат на активности на оваа единица, се водат финансиски истраги против 67 физички лица и против 16 правни лица. Меѓутоа, би сакал да посочам дека тоа се финансиски истраги кои се спроведуваат паралелно со криминалистичката истрага. И додека криминалистичката истрага има за цел прибавување на докази за утврдување на вината на лица инволвирани во недозволените активности, финансиската истрага е насочена кон пронаоѓање и на обезбедување на докази за видот и висината на имотот, имотната корис и приносите прибавени со кривичните дела. Најголем дел од отворени финансиски истраги се поврзани со недозволена трговија со дрога, криумчарење на мигранти, но и кривични дела кои што се поврзани со тероризам и злоупотреба на службената положба и овластување. Анализирајќи ја моменталната состојба, констатирана е потреба од институционално и кадровско зајакнување на нивните капацитети, што е основен предуслов за ефикасни финансиски истраги. Оттука во наредниот период, нашите активности ќе бидат насочени кон просторно и материјално-техничко опремување на единица за финансиски истраги, како и материјално-техничко опремување на регионалните центри за внатрешни работи кои делуваат на локално ниво. Со формирањето на посебни специализирани единици за водење на финансиски истраги во Министерството за внатрешни работи,
финансовата полиција и царинската управа, се намета потребата од унифицирање на нивниот начин на работа, секако задржувајќи ги спецификите на секој од институциите. Овој процес ќе го реализираме преку донесување, односно усогласување на стандардни оперативни процедури за водење на финансиски истраги во наведените институции, што секако ќе придонесе кон поефикасна меѓуагенциска соработка. Министерството за внатрешни работи има донесено стандардни оперативни процедури уште во 2013 година, но подготвени сме да ги именуваме, да ги дополниме во насока на нивно усогласување со другите институции и на создавање на унифицирани правила. Создавањето на високопрофесионален, обучен, но пред се мотивиран кадар за водење на финансиски истраги верувам дека е вистински предизвик и за земите членки на Европската унија. Ние тоа ќе го постигнеме преку предвидување на построги критериуми за работа во овие наведени единици, кои ќе настојуваме да ги унифицираме меѓу вработените од МВР, Царинска управа и финансовата полиција. Освен тоа, посветени сме на градење на интегриран и интердисциплинарен систем на обуки, во кој ќе бидат вклучени представници од сите наведени институции. Ценам дека обезбедувањето на системски приод во однос на специализирани и интердисциплинарни облуки ќе придонесе кон јакнење на меѓусебната доверба, но пред се кон подобра координираност и меѓусекторската соработка. На овој начин ќе создадеме кадар кој ќе биде на исто ниво на знаење, на искуство, на работни компетенции, вработени кои ќе работат по исти правила и под исти услови, но и кои ќе бидат мотивирани да се фатат во коштец со најсофистицираниот дел од организираниот криминал, а тоа е следењето на текот на парите и имотот. Еден од главните бенефити на наведената стратегија е развивањето на меѓуинституционалниот пристап, кој ќе се согледа преку дефинирање на конкретни мерки за истовремено, паралелно јакнење на капацитетите на сите институции надлежни за водење на финансиските истраги и конфискација на имот. Нашата заложба за јакнење на меѓуинституционалната соработка се рефлектира и во определеноста во текот на оваа година да формираме и заеднички меѓуагенциски тим за водење на финансиски истраги кој ќе биде под раководство на јавното обвинителство. Со вклученоста во меѓуагенцискиот тим, неговите членови, вклучувајќи ги и представниците од Министерството за внатрешни работи, ќе имаат можност за навремено целосно добивање на информации за одделни финансиски истраги, но и одбегнување на преклопувањата во постапувањето што денеска е чест случај. Длабоко сум убеден дека на овој начин ќе ја развиеме и унапредиме пред се тимската работа, а со тоа ќе придонесеме кон зајакнување на меѓуинституционалната доверба, соработка и координација, а со тоа јакнење и на довербата на граѓаните кон институциите. При тоа, на овој процес му претходеше детална анализа на националното законодавство и на релевантните прописи од меѓународно ниво. Почитувањето на меѓународните стандарди и препораки во однос на спроведувањето на финансиски истраги е еден од основните принципи врз основа на кој се темели оваа стратегија. Тргнавме од фактот дека е неопходно законот да ја идентификува финансиската истрага како механизам или како активност што се превзема паралелно со криминалистичката истрага. Како резултат на извршената анализа се наметна потребата од унапредување, односно измена на казнено-правната рамка за водење на финансиските истраги, но и изменување и дополнување на нашите матични закони, тука вклучувајќи го и законот за внатрешни работи. Следејќи ги искуствата на земите членки, ќе го измениме законот за внатрешни работи со предвидување на одредба со која ќе се предвиди процент од конфискуваниот имот во постапката во која учествувало МВР да биде вратен во буџетот на Министерството за внатрешни работи. Наведените средства ќе бидат искористени за јакнење исклучиво на капацитетите на службите во Министерството кои се надлежни за водење на ваквите финансиски истраги. Досегашното искуство не уверува дека ефективната финансиска истрага предпоставува надлежните органи вклучени во финансиската истрага да имаат можност да добијат целосна финансиска слика за осомничените физички и правни лица, нивните блиски роднини и други со нив поврзани лица.
Отука императив е да се овозможи што поширок пристап до државните бази на податоци за истражителот, приоритет кој ќе го зголемиме преку зголемено користење на платформата за интероперабилност. На овој начин, истражителите ќе имат безбеден начин за пристап, размена на информации, обезбедувајќи заштита на личните податоци согласно домашната правна рамка. Затоа сите органи и институции кои што се упатени за размена на податоци со други органи за потребите на финансиските истраги и истражувања ќе се насочат кон активно користење на националната платформа за интероперабилност со цел размена на информации на системски, едноставен и пред се безбеден и функционален начин. Во дефинирањето на идните мерки и активности кои се содржани во стратегијата, покрај придонесот и посветеноста на националните институции, беше користена и експертиза на домашни и странски експерти, чија поддршка беше обезбедена преку глобалната програма за борба со нелегалните финансиски текови на ГИС. Во тој контекст би сакал да изразам благодарност за нивната поддршка. Дозволете ми на крај да ја истакнам посветеноста за исполнување на обврските утврдени во наведената стратегија и испорачување на конкретни и видливи резултати како најасен индикатор дека таа се имплементира во пракса. А на крајот ќе констатираме дека имаме успешно водење на финансиските истраги, кој ќе видиме дека делот од криминалците, имотот кој што го стекнале, го конфискуваме и ќе служи за државата и за граѓаните. Само така ќе почувствуваме дека имаме борба против корупција и криминал и на тој начин ќе ја вратиме довербата кај граѓаните. Благодарам.